Во летниот период, покрај уживањето на одмор и на сонце, се почеста е појавата на стомачни вируси, особено најмногу ги погодуваат токму најмладите. Симптомите може да бидат интензивни, а и последиците може да бидат сериозни доколку не се превенира навремено. Токму утрово на оваа тема разговараме со доктор Сања Цилевска-Младеновска. Докторке, добро утро и добре ден, дојдовте во Македонија наутро. Каква е ситуацијата во моментов во Скопје? Имаме ли поплаки за стомачни вируси? Така е, да. Како и секоја година овој период, значи крај на пролет, почеток на лето, се зголемува бројот на цревни инфекции. Секако најголемиот процент од цревните инфекции, повеќе од 2/3 се должат на вирусни инфекции, меѓутоа секако тука се и бактериските инфекции, труењата со храна. Да речеме, од сите посети во ургентна амбуланта, 2/3, значи повеќе од половина се должат на стомачни инфекции. Тоа е голема бројка. Зошто токму во летниот период се јавуваат вакви стомачни вируси? Што ги предизвикува овие сезонски појави? Стомачните вируси им погодува високата температура, исто како и на бактериските инфекции, на труењата со храна. Високите температури се погодни за размножување на бактериите во храната, а во однос на вирусните инфекции се должи на децата повеќе играат надвор, повеќе играат со песок, повеќе комуницираат помеѓу себе. Исто така и возрастните повеќе се движат, се јаде овошје и зеленче кое што не секогаш е добро измиено, така да сите тие причини доведуваат до зголемена појава на цревни инфекции. Докторка, кажете ми кои се најчестите симптоми по кои родителите може да препознаат дека станува збор токму за стомачен вирус, а не за труење од храна? Обично труењата од храна секогаш одат со поинтензивни и побрзи симптоми. Значи вирусните инфекции обично почнуваат така со еден постепен тек, со по 1-2 столици течни на ден или со по 1-2 повраќања, па во текот на наредните денови се интензивираат симптомите. За разлика од труењата со храна, секогаш во анамнезата имаме дека детето јадело нешто сомнително, дали се тоа некој сладолед, некој сладки, обично во кондиторски производи кои што не се термички обработени. Во последниот период имаме доста труења со салмонела и од јајца од препелица, кои што се актуелни сега во здравата храна да се конзумираат живи, така да еве и тука една препорака до родителите да внимаваат со таа намирница. Додека труењата од храна почнуваат многу брзо во рок од неколку часа, со интензивни повраќања, интензивни течни столици кои што често надминуваат и повеќе од 10 за неколку часа. Колку брзо треба да реагираат родителите и кога е потребно да се побара лекарска помош? Родителите, секако како и сите ние, се плашиме кога детето ќе почне интензивно да повраќа и самото дете е преплашено. Секогаш треба прво да се обидат дома да ги рехидрираат децата, меѓутоа тоа да не биде со вода или сокови, туку да биде со орални рехидратациони раствори или популарно кажано електролити. Тоа се раствори кои што содржат шеќер, кои што содржат сол и вода, како и некои други состојки кои што помагаат за детето правилно да се рехидрира, затоа што детето со диарејата и со повраќањето не губи само вода, туку губи и соли, кои што пак се многу важни и нивниот нарушен баланс може да доведе до сериозни проблеми. Кажете ми, што препорачувате како првичен домашен третман? Ги споменавме електролитите, за нега на дете со стомачен вирус, особено кога станува збор токму за хидратација и каква исхрана треба да јадат во тие моменти? Кога ќе се почне со оралната рехидратација, ние секогаш им кажуваме на родителите да внимаваат тоа да е лажиче по лажиче, затоа што дете што повратило, желудничето е се уште во спазам и ако се внесе голема количина на било која течност или храна, детето забрзо повторно ќе поврати. Значи, откако ќе поврати едно детенце, 20 минути не треба ништо да внесе на уста, а потоа лажиче по лажиче на 5 минути полека да се почне со електролити. Ако не поврати во наредните час до 2, може да се почне со полесна, ние викаме адсорбентна храна. Значи, тоа е варен морков, варен ориз, варен компир, кој што има за цел да ја абсорбира вишокот вода од цревата и воедно да помогне во присуството на диареја. Она што е важно е што некои стомачни вируси може да предизвикаат подолготрени диареи затоа што ги оштетуваат цревните ресички и во такви случаи е потребно детето подолго време да не внесува лактоза, кој што е шеќер кој што е присутен во млекото, за да убаво да заздрават цревата. Докторки, за крај на нашиот разговор на почетокот кажав дека
летен период сме во летен период се наоѓаме, луѓето најчесто патуваат на одмори, како да се превенира, што да прават родителите на децата, особено доколку се разболат за време на летен одмор? Секогаш во патната аптека да се носат електролити, секогаш да се носи пробиотик, дури ние препорачуваме доколку се патува нели во странство, па дури или во друг град кај што има различни структура на земјата и водата, значи да се конзумираат пробиотици неколку 1 до 2 недели пред патувањето. За цело време на патувањето детето да конзумира пробиотици. Во случај на појава на симптоми, значи да се исклучи прво ако е акутно труење со храна, веднаш да се побара лекарска помош. Ако станува збор за вирусна инфекција или бактериска стомачен вирус, стомачна инфекција, тогаш полека да се почне со електролити, пробиотици и понекогаш ако се тоа профузни диареи, имаме и некои абсорбентни лекови кои што ги даваме во такви случаи. Доктор Сања, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето ова утро во Македонија на утро и се разбира за вашите совети кои се надевам и убеден сум дека ќе бидат корисни за сите родители. Така, ви благодарам и на вас и ги поздравувам гледачите. Јована, разговаравме со доктор Сања Цилевска-Младеновска. Наша тема беше стомачните вируси кои се особено популарни во летниот период и најчесто ги напаѓаат токму децата, односно младата популација.